Дали конечно работите околу манастирот Трескавец ќе се придвижат од мртва точка и дали државата ќе преземе сериозни и пред се итни чекори за спас на ова не само наше, туку и светско културно наследство. Пред 3 месеци на Трескавец се одржа научен собир од врвни експерти кои побараа создавање на итно координативно тело за спас на Трескавец, кој буквално се распаѓа пред нашите очи, а никој со децении не презема ништо. По собирот за ситуацијата се известени МАНУ, МПЦ и Министерството за култура, од каде се добиени гаранции за итна заштита на црквата. Дека во годишната програма на Министерството за 2023 година едно од централните места ќе заземе заштитата на манастирот Успение на Пресвета Богородица, особено манастирската црква, што подразбира изработка на проект за конзервација со ангажирање на домашни и меѓународни експерти во соодветните области, како и заштитата во поширокиот сегмент, заснивана на заокружување на сознанијата за античката населба Кулобаиса. Дел од фреските се неповратно изгубени, а постои опасност и од уривање на делови од зидовите на црквата, кои за да не дојде до тоа се привремено заштитени со подпори, а привремено за да не влегува вода внатре во црквата. Таа е заштитена со дрвено скеле со пластики. Токму затоа, ова се последните моменти за сериозен пристап, пред да се случи вистинска катастрофа со уривање на самиот храм. Значи, сите врвни институции од таа област го кажува своето мислење недвосмислено дека состојбата е алармантна и ова е можеби последен момент кога може и нешто посериозно да се направи, и од тие причини сум уведен дека не е само празни зборови, бидејќи за година-две ќе имаме ситуација која би било за срам и за како општествена заедница, како Република Македонија, бидејќи ние имаме обврска за светското културно наследство кое несомнено спаѓа Трескавец да заштитуваме. Друг проблем е што иако лани се обновија опожарените конаци, за нив нема технички прием и не може да се примаат гости, бидејќи нема вода. Парите од ТАФ Македонија се обезбедени повеќе од една година, ама проблем е што општината се уште ја нема донесено потребната документација. Оттаму само Кусуни одговорија дека била изготвена урбанистичка документација и се чекало мислење на релевантни институции до 12 септември, при што по ревизијата на проектот ќе следело одобрение за градба. Сите се надеваат дека конечно во 2023 Трескавец ќе го добие заслужениот однос и од државата и од општината и дека ќе се стопира неговото уништување.